Ја озвучуваме оваа книга, Друм за Македонија, пишувана пред скоро 30 години, како што самиот наслов кажува. Тоа е вистина тој друм што е потребен на Македонија. Не зборуваме за друг друм. Нашите политичари се испотепаат да ни покажат НАТО, Европска Унија и папагалски го повторуваат тоа и видете тоа се случува. А гледате дека таму нешто не е како што треба. Знаете, ако се здружуваш ти со кој со ѓаволот тикви сади, кој друго му јаун копа. Знаете, компири и тикви со ѓаволот не се садат. И таа книга од Тихомир Стојановски издадена, видите, рачно издание е правена книгата, ќе видите. Тоа се тие моменти. Ненаучена лекција, текстови слезени под духот, пирамидите на умот. Во Македонија не се дозволи ослободување на македонската историска приказна од македонскиот период, овој полуостров, од македонската античка историја, од Кокинскиот неолитски театар воопшто не се третира тоа. Од Кокинскиот театар од железно време, па Дионисовиот театар, па сето тоа, апостол Павле и сето тоа. Пирамидите на умот, Александар Македонецот местото го избра сам. Линиите на градските ѕидини ги одбележа со трошки леп од древно македонски обичај, адет. Зборувам за Александрија. Беше 20. јануари 331 лето од македонската голема ера. Таму ја изгради најголемата библиотека која нели подосна ја запалија од како ги украдоа книгите. Библиотеката меѓу другото содржеше 50 томови напишани од македонскиот филозоф Аристотел, наречени Сенаука или на латински виздом, висина и дом, нели етимолошки може да се објасни со македонскиот јазик, меѓу кои се наоѓала книгата Метафизика. Филозофијата на Аристотел абсорбирана во христијанство, видете, тоа се тие пред христијански моменти каде што духот ги водел луѓето, затоа што Аристотел го напишал тоа, Бог е самиот живот, видите. Јас сум патот, вистината и животот Исус. За да дојде до моментот македонецот да го повика апостол Павле, дојди во Македонија и помогни. Македонија е избран сад од Господ Исус Христос и затоа секое негирање од страна на нашите постмакедонски идентитети, соседи, бугари, срби, грци, албанци, НАТО, Европска Унија и сите други е сатанска доктрина. Не можеш да избришеш нешто што запишал Таткото Небесен Исус Христос. Македонците во Египет и не само таму изградиле за 7 години преку 100 градови, а со него владееле од 331 година од македонската ера до 31 година од оваа ера. Последен од царската лоза остана синот на Клеопатра Јулиј Цезар, Птоломеј Цезар, убиен во 31 лето од оваа ера. Многу крв оваа земја чува. Солзи и крв оваа земја чува, тоа од една представа. Ајде денеска, македонци мои, да позборуваме за пирамидите, поточно за македонските пирамиди. Симе Пандовски ни прочита делови од дневникот на Клеопатра, преведени од арапски, кои тој ги подготвува за книга. Клеопатра, денеска сум многу тажна. Татко ми Птоломеј по цел ден пие вино, познато ви е ова, и свири на гајда. Не е достоен за величието на македонецот што ни го остави Александар. Денеска дојде еден ромеец, се вика Марк Антони. Сите му се поклонуваат, а јас не го погледнав во очи. Римјаните се варвари, ја немаат културата и величината на македонците. Гласот на Клеопатра ќе допре и до нас благодарејќи им на арапските извори и посветеноста на Пандовски Симе. Бог да го прости. Дојде со куфер книги од Канада и беше дел од тие култни трибини македонците од древнина до денеска во организација на скрби и утеха. Следниот пример за варварството на римјаните или дримјаните, друмјаните, дромејците што се подедно слава ти Господи Исусе Христе, значи преселници, друмници, патници, повторно го ископал господинот Пандовски од светските историски книги. Тоа е писмото на царот Михаил III, нели оној кој ги испрати Кирил и Методија да помакедончуваат, да ги описменуваат, да ги славословосуваат, писмото во кое му се вели на римскиот папа дека латинскиот јазик е варварски и скитски. Замислете си Клеопатра и Михаил III, обајцата македонци,
во растојание од неколку века го тврдат истото, дека латините се варвари, односно ромејците без македонското д, друмејците. Во Египет 300 лета владееше македонската царска династија. Египет е земја на пирамидите. Деновиве во македонскиот парк, во поранешниот парк на жената борец, не се е овде нешто поранешно, се нешто уставот се менува, па името, па знамето, се нешто овде поранешно. Во поранешниот парк на жената борец никна една пирамида. Мислам на македонскиот шатор. Древно се тоа не е шега. Еднашка реков дека тоа е шаторот на царот Александровиот. На 7-миот ден од глатта, двајца актери од театарот Скрб и утеха играа за нив. Им даруваа представа. Тоа се студентите кои се бунеа против двојазичност и така натаму. Зошто нема двојазичност во Албанија, во Косово, во Бугарија, во Грција, во Србија? Само овде ли има двојазичност? Да се раскине, да се дотепа македонецот. Ние денес имаме луѓе кои студираат на македонските универзитети, не знаат македонски јазик. Тоа е катастрофа. Они после доаѓаат и владеат. На 7-миот ден од глатта, двајца актери од театарот Скрб и утеха играа за нив, за тие што рекува. Игравме јас и Страшко Милошевски од 5 актери, само двајца играа. Им даруваа представа. Другите се плашеа. Ги донесоа Макбет, Ристо Шишков, Демостен, син Демостенов Пајаниец, македонскиот цар Филип II, апостол Павле и Александар Македонецот. На крајот актерот Страшко Милошевски подели трошки леп по трите линии на публиката. По древно македонски. Четвртата линија остана на македонскиот шатор. Линијата на царот. 27 март е денот на театарот. Оваа година нема да се одржуваат скомрахите кои почнуваат традиционално на тој ден. Мојот професор по актерска игра, Љубиша Георгиевски, 1985-та, на неговите студенти им рече дека театарот наскоро ќе се пресели на улица. Беше тоа пред 12 лета. Исусови и точно го знаеше тоа во духот. Потоа беше кандидат за председател на Македонија. Оној кој не му излезе на директен мегдан на телевизија сега влезе во собраниската сала. Не оти во паркот, не ја виде пирамидата, не влезе во македонскиот шатор, влезе во зградата, поранешен затвор, каде што, кога се правеле, реновирала зграда, се наоѓаат коски на македонците. 3 дена траеше расправата. Во древна Македонија толку траеле прославите во чест на Дионис, каде се играле трагедиите. 3 дена на раце те носевме збрана. Ах, колку си невозбил татко небесен, Македонија, македонец. Благодата Божја дадена на црквите македонски, пишена од Господ Исус Христос, и тоа не се брише, начми чини заедни. Чинам беше 12 ден од глатта. Зборува, сите сме луѓе, рече. Граѓани, рече дека треба да ја сочуваме државата. Со сожителство се разбира. Не е тоа сожителство, тие отцепуваат дел од кивото. Тие немаат сожителство. Зборуваше за радикалниот македонски национализам. Дај Боже да го имаше. Веројатно мислејќи на шаторот, на глатта, на македонскиот парк, на пирамидите, на тетовскиот косовски синдром, увоз на косовари, за да се изгласа председател, за наталитетот, за тоа дека не се добри извиканите гасни комори кои ги подметна тие. Дали сте се запрашале кој го довлечка тој плакат, тој графит, кој толку пати го исползува за оазата на молкот, на понижувањето на македонецот, распнетеа македонската душа, крвници ни заедни, како Исуса Христа, силата Исусова со нас. Цар на македонците е Господ Исус Христос. За македонскиот страв зборуваше. Во еден момент помислив дека сум во СФРЈ. Замислете си, се обиде да ги оправда пирамидите во штедењето. Како сега еден председател што рече, култура на неказнивост. Тие крадат и ништо никој не одговара, одговара некој за ситно. Замислете си, каква потемкиновштина. Каква потемкиновштина. Пирамидите во штедењето не отиде во македонскиот парк, отиде во Букурешт, во градот во кој се распартали македонското ткиво да добие помирување. Европа да си го избрише образот. Да не речам задникот. Да, македонци мои, не е чудно што не ги сакаат македонците. Па нели тие 50 години ги држаа. Како во тегла да си пеат песнички, да си прават турши и сладко и ајвар. На крајот се усвои декларацијата и се удри еден аплаус. Браво, проблемот е решен. Исус да ве укори. И што понатаму, што ќе правите со македонскиот шатор, со македонската историја, со албанците кои се
шират, се множат како во средниот век со исламскиот фундаментализам, со оној што во 4 часот пее, за да заземат територија, со уставот на Македонија. Кој си нема устав ќе му дајме, да се фрла уставот во представата Чернодрински експрес, го фрлавме уставот. Кој ќе го фати да си се допише, да си се запише, да си се напише. Со македонскиот народ, со ограбените пирамидални штедачи, со македонците во Албанија, Косово, Бугарија, Грција, Србија и секаде, зашто немаат тие двојазичности човекови права. Правата се за сите, не се само за еден народ, тој што го плаќа оној натосаниот европеец со парите од дрогата. Со пирамидите кои му ги наметнувате на македонскиот ума, 27 март е денот на театарот. Вториот професор кој остави на мене траги, како студент го сретнав пред македонскиот шатор. Дедо му се чувствувал българин, тој се чувствувал македонец и българин, а син му се чувствувал македонец, тој е оној што си ја пресече раката, нели, што потпиша договор човеку со сатаната да се откаже од македонската историја. Како можеш ти во името на македонскиот народ да се откажуваш? Се сопнавме на Александар за царот, тој тврдеше дека не треба да одиме толку далеку во историјата. Дека имаме поважни проблеми денеска. Не можеш ти да поделиш некој душ живот. Ајде подели се ти себе си, отсечи си ја главата, раката и ногата и рече од тука сум јас. Дека имаме поважни проблеми денеска. Се сложувам дека имаме проблеми, но најголемиот дел од проблемите доаѓаат од таму што мнозина од нас не смеат да кажат, не знаат кои сме и што сме. Зошто е толку забрането да се биде македонец? Па другите имаат право, грчки, српски, албански, бугарски, словенски македонци имал, илирски. Како може? Ако го нема тоа што постои, како може да постои тоа што го нема? Ѓоргија филозоф од времето на Александар Македонски. Но најголемиот проблем од нас, од проблемите доаѓаат од таму што мнозина од нас не знаат кои сме и што сме. Зарем кој македонец би, кај било кој македонец би постоел отпор кон Александар, кон македонската историја би го заменил со македонскиот историски лавиринт на 20 век. 27 март е денот на театарот. Мојот професор по актерска игра пред 12 години рече дека театарот ќе се префрли на улица. Тој Љубиша Ѓоргиевски. Еднаш како го искритикував кога беше амбасадор во Бугарија, бидејќи тогаш нас не ни дозволува, не држеа на граница. Театар скрби утеха 4 часа. Кога гостувавме кај македонците во Пирина, денес имам забрана од Радев, пилотот. Од Раде. Оногурецот. Синко, ќе дојде ден кога Исус ќе дојде и јас ќе бидам таму, сети се. На колена да паднеш и да речеш простим, татко, не знаем што правам. Остана необележан и со трошки леп. Мојот професор по актерска игра пред 12 години ми рече дека театарот ќе се префрли на улица. Остана необележана со трошки леп уште линијата на македонскиот шатор. Дали ќе ја одбележиме по древно македонски со Александар или со македонските лавиринти од 20 век? Александар Македонецот местото го избра сам. Не, со Господ. Сал со Бога сум, древно македонско писмо, дешифрирано од Васил Илјов. Беше тоа Коложек 331-то лето од македонската голема ера. Сал со Бога сум, сал збк сум, ке биде што ке биде. Реплика од представата. Не му се потребни пирамиди на македонскиот ум, ова го правам затоа што таа сатанска стратегија на ништење на македонците продолжува до денеска, се понижуваат со се и се што некаков договор рамковен, пржински, преспански, со овој договор, со оној. Тоа се сите сатански договори, бидејќи ти имаш договор македонецот со Господ Исус Христос, он те запишал, он те именувал, он ти дал право. Никој не може да ти го одземе правото, не можеш да додаваш северна, јужна, источна, западна. И престанете да крадете македонски политичари, да го продавате својот народ. Затоа што знаете како, на вашите деца покрај богатството, генот, им ги предавате и гревовите, некој ќе треба да плаќа за нив. Или апостол Павле на израелците, крвта ваша на главите ваши. Македонија е земја на Господ Исус Христос. Тој е цар на македонците. Не можете да ги избришите, да ги избришете. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Амин до Царството Божјо. Амин.